Не постои фантом група што ги направила скандалозните измени на кривичниот законник со кои функционерите ќе можат на рад да крадат без да одговараат, туку службите во Министерството за правда ја укинале злоупотребата на државни пари, дознава Алфа од упатени извори. Тоа значи дека сите упатувања на надлежните дека експертска група го сработила паѓаат во вода. Па сега се поставува прашањето како работат службите во Министерството без саминот главниот кренар бидејќи тој се уште стои на ставот дека Министерството нема врска, туку вината е кај собранието. Според Лога, пратениците требало да не ги изгласаат спорните измени, ама тоа не е одговор на прашањето кој ги напиша. Неговата заменичка прво тврдеше дека пишувачи се експертска група на чело со Владо Камбовски, за да потоа сама се демантираше. После целата пајаџина во која се заплетка, министерот Лога на прашањето на Алфа зошто не си поднесе оставка, одговори. Како што истакна министерот Лога на брифингот со медиумите, заменик министерката е носител на процесот за измените на кривичниот законник и не би сакал да навлегува подетално за измените кои беа изгласани од страна на собранието. Одговорноста е кај оние кои ги одобриле и донеле овие измени на законникот. Во однос на процесот на изготвување на новиот кривичен законник, ве известувам дека истиот е целосно инклузивен и транспарентен и токму во таа насока е потребно да продолжи заради спроведување целосни реформи во казненото законодавство. Оваа обврска произлегува исто така и од билатералниот скрининг со Европската унија за донесување на комплетно нов кривичен законник усогласен со меѓународните стандарди. Откако текстот на новиот кривичен законник ќе биде изготвен, истиот ќе биде доставен до Европската комисија на мислење. Поранишниот министер Никола Топанчевски, обвинителот Гаврил Бубевски, обвинителката Вилма Русковска и председателот на МАНУ Владо Камбовски, сите се дел од работната група за измените на КАЗе формирана во 2020, но ниту еден од нив не потврди дека предложиле такво нешто. Пратениците во еден ден ги донесоа измените на кривичниот законник со кои се намалува предвидената затворска казна за злоупотреба на службена положба. Со намалувањето на висината, обвинителството тешко ќе може да предлога притвор, а исто така се намали рокот на застарување на кривичното дело. Накратко, со ова законско решение, функционерите ќе можат на рад да владеат и да не се плашат од кривична одговорност доколку злоупотребат државни пари.